на Канал 8, добро дојдовте. Во рамки на интерното оделение на Кочанската општа болница е отворен посебен одел за згрижување ковид пациенти. Веќе се сместени 9 мина заболени и позитивни на тестот. Во општата болница со проширена дејност од Кочани почна со работа посебен оддел за згрижување на пациентите со COVID-19. За почеток обезбедени се 25 легла. Одделот е сместен во рамки на интерното одделение на болницата. Директорот на општа болница Александар Серафимов информираше дека во договор со Министерството за здравство и со клиничката болница од Штип, каде веќе се исполнети сите капацитети, започнало преземањето на дел од позитивните пациенти со COVID-19. Во моментот на одделот во болницата во Кочани се наоѓаат тројца заболени со полесни симптоми на болеста, како и 7 со позитивен тест. За нив се грижи постојниот медицински персонал. Болницата во Кочани има ограничени просторни услови за обезбедување дополнителен број легла за згрижување на нови пациенти. Поради тоа, од Министерството за здравство беше најавено дека во болничкиот круг се планира изградба на монтажна модуларна болница за потребите на идниот регионален ковид центар. Во меѓувреме, додека чекаме на подпишување на договор со ресорното министерство за изградба на монтажната болница, Општина Кочани само иницијативно ја презеде обврската да ги обезбеди потребните приклучни елементи за струја, вода и канализација за нејзино нормално функционирање. Локалната самоуправа на Кочани објави повик за продажба на градежни парцели што ќе бидат наменети за поставување фотоволтаични централи. Земјиштето е во државна сопственост и ќе се продава со јавно надавање, а се наоѓа во атарот на селото Тракање. Општина Кочани објави оглас со кој на продажба преку јавно наддавање нуди 8 градежни парцели во државна сопственост со намена за поставување фотоволтаични централи. Парцелите се со површина од 19 до 24.000 квадратни метри и се наоѓаат во катастарската општина Тракање. Локалната самоуправа на Кочани ја презеде обврската за изградба на пристапен пат до нив. При тоа планира од продажбата да обезбеди приходи во висина од околу 30 милиони денари. Се направи експроприацијата и потоа ќе настапиме ние со пробивање на истиот пат. Значи тоа е пат во должина негде околу 2 километра, тука негде доваѓа. Значи ние имаме обврска да направиме само пробиен пат до овие фотоволтаици. Градежното земјиште што се продава е со намена за комунална суперструктура, односно за поставување опрема за производство на електрична енергија со фотоволтаични централи, чиј капацитет е до 1 мегават. Почетната цена за сите градежни парцели е 200 денари од квадратен метар. Заинтересираните домашни и странски физички и правни лица кои сакаат да инвестираат во обновливи извори на енергија, можат да се пријават за јавното наддавање во општина Кочани најдоцна до 24 ноември. Со договорот, купувачот се обврзува во рок од 12 месеци од извршената солемнизација да обезбеди одобрение за градење на предвидените објекти. Исто така, трошоците за поставување на кабелскиот вод до трафостаницата во Кочани е на товар на инвеститорите. Првата фотоволтаична централа во Кочанско беше инсталирана пред околу 8 години кај селото Долни Подлог. Во меѓувреме, фотоволтаични панели добија изградата на локалната самоуправа, двете средни училишта, комуналното претпријатие Водовод и неколку приватни фирми. Од џаците на зградите за колективно домување во Кочани, околу 60% се веќе исчистени. Информираат од територијалната противпожарна единица, од каде што упатуваат апел и останатите куќни совети на зградите, кои не го сториле тоа досега, да ги исчистат на време, како не би имало интервенции во текот на зимата. Апелот важи и за лицата во индивидуалното домување и куќите тоа да го сторат на време. Со почетокот на грејната сезона се зголемува и бројот на интервенции на територијалната противпожарна единица на Кочани на запалени оџаци. Стамбените објекти, бидејќи имаат обврска да достават писмен допис до територијалната противпожарна единица, дали навреме ги исчистиле оџаците или не. Од територијалната противпожарна единица на Кочани велат дека имаат увид и дека 60% од зградите за колективно домување се веќе завршени. Апелираат тоа да го сторат и останатите куќни совети.
И не само на зградите, туку од територијалната противпожарна единица на Кочани апелираат и на лицата кои живеат во куќи да си го исчистат оџакот на време, бидејќи чести се пожарите на запален оџак и кај индивидуалното домување, а последиците и штетите се огромни. Статистички гледано, во грејната сезона најповеќе пожари има од нечистен оџак. Со чистењето на оџаците се чисти натоложувањето на сагите и има подобро согорување и тогаш опасноста од пожари е намалена. Апелот е до сите граѓани за нивната законска обврска за чистење на оџаците. Со овој апел, пожарникарите очекуваат дека ќе се подигне свеста кај граѓаните за навремено и редовно чистење на оџаците, а со тоа да се намали и бројот на интервенции од запалени оџаци. Инаку, рече Паунов, од август до сега, во споредба со истиот период лани, намален е и бројот на интервенции на пожарникарите, односно имаат за околу 70 интервенции помалку на отворен простор во споредба со лани. Кочанската полиција открила и привела 2 лица кои се осомничени дека извршиле тешки кражби. Според информацијата од МВР, цел на нивните кражби била опрема од базните станици на мобилните оператори. Полициски службеници од одделението за внатрешни работи од Кочани расветлиле 11 кривични дела тешка кражба, што биле извршени на подрачјето на општината, откако по наредба од Основниот суд во Кочани направиле претрес во домот на 19-годишниот ДАА од Кочани. Тој претходно бил лишен од слобода, заедно со 23-годишниот МК од Кочани. Тие биле затекнати во вршење кривично дело тешка кражба, при тоа краделе од репетитор базна станица на телекомуникацијски оператор во Кочани. При извршениот претрес биле пронајдени од земени 32 предмети, што потекнувале од кривичното дело тешка кражба од базните станици на мобилните оператори. Поради основи на сомнение дека се извршители на овие кривични дела, одделението за внатрешни работи против двајцата ќе поднесе соодветна пријава. Во писмената информација од Министерството за внатрешни работи информираат дека одделението за внатрешни работи од Кочани презема засилени мерки и активности за расветлување и на други кривични дела кражба и тешка кражба што се случиле во изминатиот период во општина Кочани. Едукативни предавања на тема трговија со луѓе со учениците од основните училишта од Чешиново, Облешево и Зрновци спроведоа волонтерите од клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Кочани. Со таа активност всушност го одбележа 18 октомври, Европскиот ден на трговијата со луѓе. Трговијата со луѓе е сериозен општествен проблем и представува најтешка форма на кршење на основните човекови права, правото на живот, на слободно движење, на слобода на избор и други права и слободи. Трговијата со луѓе е проблем кој бара заеднички пристап за негово сузбивање и вложување на заеднички напори од соодветните релевантни институции. Црвениот крст, како член на секретаријатот на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, преку имплементација на превентивни активности, дава придонес во борбата против овој глобален проблем, што се рефлектира и во нашата земја. Во таа насока, Црвениот крст и оваа година се вклучува во одбележување на 18 октомври, Европскиот ден на борба против трговија со луѓе, со организирање превентивни активности за врсничка едукација на младата популација преку Црвениот крст на град Скопје и општинските организации на Црвениот крст. Превентивните лекции имаат за цел подигање на свеста кај младите, препознавање на начините преку кои можат да бидат вовлечени во трговијата со луѓе и нивна самозаштита. Преку едукативни предавања на тема трговија со луѓе, Европскиот ден го одбележа и волонтерите од општинската организација на Црвен крст Кочани. Обучени врснички едукатори од клубот на млади при општинската организација на Црвен крст Кочани спроведува едукативни предавања на тема трговија со луѓе на учениците во основното училиште Страшо Пинџур во Чешиново и основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци. На предавањето присутните слушатели се запознаа со поимот трговија со луѓе, облиците на трговија со луѓе, начини на подведување, како и заштита и препознавање на истата.
Покрај ова, учениците дискутираа за случаи со трговија со луѓе во Македонија преку примери од секојдневното живење. Предавањата беа спроведени од страна на врасничките едукатори Христина Христова, Анастасија Марковска, Драгана Трифунова и Ангела Иванова. Општина Кочани ги почна активностите за изготвување на стратегијата за спорт, а заради вклучување на граѓаните ќе се одржи и јавна расправа. Сите заинтересирани може да присуствуваат на трибината што ќе се одржи в четврток од 17 часот во салата на спомендомот Асно. Општина Кочани ги информира граѓаните дека в четврток, 22 октомври, во салата на спомендомот Асном ќе се одржи првата работилница за подготовка на стратегијата за развој на спортот во општината. На работилницата своја браќање ќе има градоначалникот Никол Чуелиев, а ќе биде презентирана актуелната состојба во спортот од инфраструктурен аспект, со спортски капацитети, постојни спортски клубови и нивни активности. Исто така ќе бидат прикажани и плановите за развој според предвидените буџетски средства од општина Кочани. Потоа ќе се изврши анализа на внатрешните капацитети и на контекстот, односно на силните и слабите страни и на можностите и заканите. Општина Кочани ги повикува спортските здруженија, клубови, спортисти, спортски работници, новинарите и сите влюбеници во спортот активно да се вклучат во подготовката на документот од кој ќе произлезат на тамошни програми и акциски планови. Изработката на стратегијата за развој на спортот во Кочани ќе се одвива во неколку работилници, а нацрт документот ќе оди на усвојување и од страна на Советот на општина Кочани. Првата работилница за стратегијата за развој на спортот в четврток ќе се одржи од 17 часот. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.